Се враќаме назад во студиото на Лидер FM во исчекување на нашиот утрински гостин. Но она што е една од поважните теми викендот, ако не и најважна, е пожарот кој се случи во Струмица, каде што трговскиот центар Глобал изгоре голем дел од него и оставена е огромна материјална штета. Властите во Македонија се обидуваат на секаков можен начин да изгубат одговорност околу овој пожар. Пред да знаеме било што за овој пожар, почитувани слушатели, мора да знаеме дека овој трговски центар е изграден во негде 2008 година и тогаш представуваше дивоградба. Тогашниот градоначалник на Струмица, а сега премиер Зоран Заев, за малку ќе завршеше во затвор поради тоа што изгради еден објект нелегално на земјиште кое беше државно и за кое се водеше постапка за денационализација. Сега, во таа дивоградба, која подоцна беше легализирана благодарение на аболицијата која на Заев му ја даде Бранко Црвенковски, таа дивоградба, која сега веќе е легална, во предвадена, нели, изгоре голем дел од неа. Сега треба да ни е јасно следното. Уште од самиот почеток, во оваа градба не е вграден противпожарен систем, односно за тие, нели, што се помалку упатени, говорам за оние прскалки и аларми кои се вклучуваат кога има, нели, кога има одреден чат. Значи нема противпожарен систем во објект изграден во 21. век. Понатаму, сведоштвата на пожарникарите се дека кога влегле во самиот трговски центар, хидрантите за гаснење на пожар не работеле. Знаете ли што значи тоа, почитувани слушатели? Тоа значи дека некој намерно или ненамерно или било како го оставил овој објект без техничка можност да се справи со пожар. Зошто? Поради пари. Одговорот е многу едноставен. Инвеститорот, когаш го градел овој објект, штедел на она што се нарекува заштита од пожар. А во исто време потоа, нели, контролите на инспекциите не биле доволно добри и го оставиле овој објект без функционален хидрант за гаснење на пожар. Шпекулациите одат дотаму и велат дека дури самиот хидрант е целосно дислоциран од овој објект. Синок имав можност да разговарам со дуќанџи, односно со сопственици на продавници во овој објект, кои ми ги соопштија сите овие информации. Значи, нема хидрант за гаснење на пожар. Нема автоматски противпожарен систем. Зошто? Затоа што некој одлучил да прави криминал. И некој одлучил тој криминал да го крие. Сега ќе се обидам да ви дадам одговор на прашањето: кој е виновен за пожарот во Струмица? Чива вина е и кој треба да сноси кривична, повторувам, кривична одговорност? Одговорот на ова прашање можеме да го најдеме во одлуката на председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски за аболиција. Тоа се сите оние кои учествувале во изградбата на овој објект. Број 1 Зоран Заев од Струмица. Број 2 Стојан Динев од Струмица. Број 3 Кирил Парталов од Струмица. Број 4 Никола Годев од Струмица. Број 5 Иринка Трајкова од Струмица и број 6 Горан Крстев од Струмица. Овие луѓе го изградиле овој објект и овозможиле тој да функционира на ваков начин без соодветна заштита од пожар. И сега се случи штета од стотици и стотици илјади евра на луѓе кои поседуваат дуќани таму. Среќа, жива среќа што немаме човечки жртви. А овие луѓе, особено овој прво обвинетиот, ни се појавува пред камера и ни вели дека ние сега требало да бидеме солидарни со Струмица. Да, ние треба да бидеме солидарни со Струмица, но не. Ние не може да бидеме солидарни со вашиот криминал, кој според обвинението тогаш изнесуваше 7 милиони евра. Сега, одиме понатаму. Откако почнавме да објавуваме
дека самиот противпожарен систем бил нефункционален, веднаш се јавија пајташите на Зоран Заев, односно се јави големиот, не знам што големе, Костадин Костадинов, кој вели дека ВМРО и неговите медиуми, нарекувајќи на нас така, нели, ширеле лажни вести во однос на пожарот во Струмица, дека не работел противпожарен систем. И замислете го аргументот, никој објект не би можел да добие дозвола за функционирање, односно за отварање, без да има противпожарен систем. И па, господине Костадинов, вие сте млад како мене, веројатно не се сеќавате дека овој објект е дивоградба од самиот почеток и дека сите тие правни процедури никогаш не се случиле. Но тој беше веднаш демантиран од страна на пожарникарите, кои исто така потврдија дека овде немало противпожарен систем. Следниот исто така фатален елемент во однос на овој пожар е тоа што сега приватна агенција за обезбедување ќе го обезбедува теренот. Замислете. Приватна агенција за обезбедување. Зошто приватна? Нема во држава полиција? Или можеби некој таму сака да замени, некој можеби сака да прикаже и да однесе некаква опрема и да каже не, овде нема кривична одговорност, овде нели, еве, имаме опрема. Знаејќи ги какви се, тоа нема воопшто да ме изненади. А она што исто така нема воопшто да ме изненади е тоа дека истиве овие кои сега се на власт во нашата земја бараат, почитувани слушатели, со донација да се решава овој проблем. Замислете, оние кои украдоа 7 милиони евра во Глобал и беа помилувани од страна на Бранко Црвенковски поради тоа, сега бараат помош од компании и од граѓани за пожарот што се случи во Глобал. Каков парадокс. А да биде иронијата уште поголема, она што ми го кажаа токму дуќанџиите е дека 1,5 час овој објект го гаснело само едно противпожарно возило во Струмица. И тоа негде од 70-тите или 80-тите, дајци или ФАП. И тоа е некаква донација. Замислете какво е чувството да се биде во кожата на премиерот Зоран Заев и неговата фамилија. Само во 4 цикли има 10 противпожарни возила. Ако ги додадеме и БМВ моторите кои ги имаат, ако ги додадеме и автомобилите, скапите, не знам, Мерцедеси, Поршиња, Бентлија, ќе имаат колку да купат цела противпожарна бригада на цела држава само во автомобилски колаш. Да не ги ставиме тука хотелите, да не ги ставиме тука становите, да не ги ставиме тука викендиците. Какво е чувството да живееш најбогато што можеш на сметката на град кој си го оставил со само едно противпожарно возило, господине Заев? Баш би сакал еден ден да имате прилика да ми одговорите на ова прашање. Какво е чувството? Какво е чувството да живеете како бубрек во лој со милиони? Доколку се случи било каков пожар во вашата голема, европска, мила Струмица на чиј грб живеете во изминатите 30 години, луѓето ќе изгорат само при мал пожар. Сигурно е прекрасно да се биде таков хипокрит кој сега ни продава приказни за правда, а својот град го остави ограбен и изгорен. Од што? Од неговиот криминал. Останете со нас, почитувани слушатели на Лидер ФМ. Следува кратка музичка пауза по која ќе дојде и гостинот во нашето студио.